Наред е нашата Ирена со нејзиниот гостин, се разбира. Убаво е да се видиш повторно, Иренче, во студио. Имавме кратка пауза, нели, но се разбира тоа не е причина повеќе за да се вратиме на рутината и на обврските кои што не чекаат, а твојот утрински гостин Филип Батковски, на некој му посакувам добре дојде од издавачката куќа Бата Прес, пак ќе ни каже многу повеќе за она што ќе се представи на македонската на саемот на книга во Франкфурт, така нели, македонската литература и сите наслови кои што верувам ќе бидат доволно интересни. Повелете. Суза, ти благодарам за оваа убава најава и навистина е убаво да те видам повторно тебе и да се вратам овде во студио и секако да се дружиме заедно и со вас и со нашите утринци. Ова утро, почитувани, првиот разговор ќе биде наменет за книгата, за убаво пишаниот збор и секако со нашиот гостин, вам веќе добро познат Филип Батковски, кој што ни доаѓа од издавачката куќа Бата Прес од Скопје, а поводот за неговото гостување овде е она што се случуваше пред само неколку денови, и тоа во Франкфурт, најголемиот саем на книга, каде што сите издавачи буквално од Европа и од целиот свет ја представуваат својата литература. Македонија има навистина со што да се пофали и со што да се представи на овој саем, а еден од луѓето кои што беа тамо, меѓу македонските издавачи, беше токму и Филип, и во овие неколку минути ќе ни ги представи неговите впечатоци, како Бата Прес ја представи македонската литература, македонскиот пишан збор. Инаку, почитувани, вие знаете кога секогаш Филип ни овде во студио, дека не доаѓа со празни раце, ќе видите дека и нашата масичка е преполна со книги. За еден гледач кој што ќе ни се јави во телевизија, оставете ваше име и презиме само и телефонски број и најверојатно Филип ќе контактира со вас и ќе ви ја испрати една од овие книги кои што ќе одлучи Филип да ги подари на нашите ценети гледачи. Филип, добро утро. Ти благодарам што само неколку дена од кога се врати од Франкфурт, веќе си наш гостин, да ги представиме впечатоците за тоа како помина саемот. Ми кажа дека е најголем светски саем на литература, на пишан збор. Вие бевте едни од издавачите кои што ја представуваа македонската литература. Да, добро утро, благодарам на поканата. Убаво е што не повикавте да представиме она што сме го направиле во изминативе неколку месеци. Активно работевме за представување всушност на Македонија. Јас сум нашата издавачка куќа е дел од делегацијата која што отиде во Франкфурт да ја презентира македонската литература. Ние како членки на Македонската асоциација на издавачи, заедно со останатите колеги, другите издавачки куќи, имавме 8 члена делегација и отидовме во Франкфурт да ги презентираме македонските писатели и сите оние што творат на македонски јазик. Се разбира, ова е основен саем, прв саем на кој што човек ќе помисли за презентирање кон останатиот дел од светот, е саемот на книгата во Франкфурт, кој што, како што кажа, ти е најголем и најпосетен. Значи, ете, баш ги гледавме тие статистичките податоци, има околу 4500 изведувачи, има околу 250.000 посетители и има околу 7800 представници на медиумите. И буквално секоја земја се представува не буквално, меѓутоа повеќето, голем дел од земјите се представуваат на саемот на книгата во Франкфурт. Оваа година ние го имавме еден од најубавите штандови. Нашето мото беше Reading 7-8, тоа е, значи, читајте во 7 осмини, нешто што е препознатливо за нас, за нашиот ритам, музиката, кој исто така се поврзува. Не случајно ние сме и веројатно многу познати по поезијата. Ете, некако тоа се поврзува, можеби ние навистина читаме во некои 7 осмини. Затоа и го имаме и најзначајниот веројатно фестивал на поезијата, Струшките вечери на поезијата, кој што е во регионов сигурно најпопуларен фестивал на литературата, на поезијата. И веројатно некако тоа се поврзува едно со друго. Значи, нашата музика и нашата поезија се тесно поврзани и ние како асоцијација на издавачи представивме, се разбира,
различни книги, различни типови на книги, меѓу кои најзастапена беше, се разбира, белетристиката, меѓутоа бидејќи за тоа има најмногу интерес светот на издаваштвото, меѓутоа секако ја представивме и поезијата. И навистина ми е драго и ми е чест и сум горд што бев дел од ова делегација од Асоциацијата на издавачи, која што беше подпомогната, јас морам да го кажем, ова беше подпомогната од всушност целосно финансирана од Македонското Министерство за култура. И тоа е добар тренд е тоа што Министерството одвои средства за да се представува, да ја представува Македонија на Филип, на додека сајмот на зборуваме книгата. за сајмот во Франкфурт, јас би ја замолила режијата да ги погледнеме и инсертите, кои што фотографиите, ете кои што ни ги донесе од тамо. И она што сакам да споменеме е дека имате направено како асоциација на македонски издавачи, имате каталог кој што има 70, како беше, писатели за возрастни, 30 за деца. Да, тоа е, значи имаме два Го каталози. представивте тамо каталогот, така? Да, На сајмот. тоа е значи за сите писатели, не е тоа само за Бата Прес конкретно, Да. него тоа е за сите најзначајни писатели кои што имаат добиено значајните македонски награди, како наградата од Друштвото на писатели на Македонија, роман на годината, од Струшките вечери на поезијата, што имаат преводи во странство. И ги представивме најзначајните писатели, за ова формиравме комисија, од исто така ценети писатели, кои што одлучија кои автори ќе бидат представени и направивме една посебна веб страна на која што ова е се на англиски што го кажувам, значи сите овие податоци се представени на англиски за да може нели Светот да тоа знае така. меѓународните издавачи да дознаат и да прочитаат повеќе за писателите. И значи ова беше тотално непристрасно, бидејќи бевме повеќе издавачи во делегацијата што одлучуваше кои писатели ќе бидат. Тука се гледа, значи, само наградите, не беше важно кој е издавач, кое име, туку важно беше да има награди и да ги исполнува оние критериуми кои што ние ги поставивме, тие награди, да има добиено такви награди, да има напишано книги во последните 3 години да бидат активни писатели, што значи. И тие писатели направивме на еден каталог и направивме и веб страна, и таа веб страна е на англиски, која што е основа и понатаму, значи таа само ќе се надоградува и се надевам дека еве и да не сме како Македонска асоциација на издавачи, ние ќе предадеме работата, веб страната на другата организација која би го организирала овој настан. Значи нешто што останува во нас. Нешто што останува. Претходната година исто така бевме во Франкфурт, направивме преводи на англиски јазик, на избрани неколку книги, целосни преводи на целите книги и тие работи ќе останат. Оваа година во Франкфурт земја во фокус беше Филипините. Да. Ние ете за среќа се најдовме интересни книги, како на пример еве ова Магдалена од Сесилија Брейнард, Мангера Брейнард. Исто така и ова Вдовицата од Весникот. Вака ќе ги покажам. Значи ова не е веќе како Македонска асоциација на издавачи, тука ова е Од Бата Прес. од Бата Прес. Ние ги објавивме овие две книги од Сесилија Мангера Брейнард. Таму имавме панел дискусија, беше многу интересно, беше таму и авторката присутна и зборувавме за овие книги, представувавме на штандот на Филипините, кој што беше секако најзначаен на овој сајм, бидејќи беше во фокус. И навистина ни убави книги, ете тоа е најново од нашето издаваштво, нашата продукција и Да, токму тоа сакав да прашам, како Бата Прес, што ви е најново? Да. И имате и новитет, вие досега ги праќавте по пошта книгите, така? Или може да ги купат кај вас, меѓутоа најново е тоа што веќе си имате и продолжен салон, каде што можат сите љубители на убаво пишаниот збор да дојдат и да ве посетат и да си купат книга. Да, имаме книжарница, се наоѓа во Деловен центар Луминка, тоа е една мала книжарница само за нашите книги. Изданија. Може значи физички луѓето да ги купат, меѓутоа нашите книги секако ги има и сите поголеми книжарници во Македонија. Најново
како што кажавме, ова најсвежи изданија се овие две книги, Вдовицата од весникот и Магдалена од филипинската писателка Сесилија Мангера Брейнард. Многу интересни, убави книги, романи, историски, љубовни и со висока книжевна вредност. Она што сакам да исто така да го кажам е дека ние како Бата Прес сме доста познати кај македонските писатели најмногу по книгите за јазикот. Ние соработуваме со Институтот за македонски јазик и еве на пример ги имаме објавено овие книги, правописно нормативниот речник или речник на синоними во македонскиот јазик. Така, вака ќе ги покажеме оваа тешка книга. Значи имаме повеќе професори кои што се работуваат со нас, еве ќе ги споменам Толе Белчев, Снежана Веновска Антевска, Марија исто така Антевска, ги имаме Васил Дрвошанов, Весна Костовска и многу други, Елена Јованова Груевска, која што исто така директорка на институтот. Меѓутоа, она што сакам да го кажам е дека во последно време исто така објавуваме и книги, еве на пример оваа книга од Гордана Каракашевска, ова е значи роман, проза, или еве ова Стоиме заедно против ракот, ова е од Зана Кењар, таа е писателка која што живее во Америка, меѓутоа е македонка по потекло. Или Билјана Мартиновска или Нино Наумовски. И да не ја исто така забораваме Наташа детската... Брезовска, така, Наташа Брезовска Богоевска. Значи зборот ми е дека сакам да ги охрабрам македонските писатели. Ние сме издавачка куќа која што постојано одиме на овие интернационални саеми. Добре. И ги охрабрувам сите да ни се обратат, што има некаков ракопис во фиоката, да ни се обратат и би сакале да соработуваме. Да не го чуваат, туку да се издаде, така да се прочита. Сакаме што повеќе да објавуваме македонски писатели, бидејќи имаме потенцијал да ги продадеме правата и на некој друг јазик, бидејќи одиме по овие големи саеми на книга кај што има издавачи од целиот свет и дури можноста да е 1% да се објават книгите во странство треба да се искористи. Треба да се обидеме и ние би дале се од себе и затоа ги повикувам сите оние што имаат нешто напишано да ни се јават и ги очекуваме и им ветуваме дека ќе направиме се што можеме да бидат представени и во Македонија добро и во странство. И во светот, така е. Имаме уште доволно време, бидејќи времето сега веќе ни е поладно и повеќе се седи дома, зашто да се искористи времето не позитивно, туку да се искористи убаво, да не бидеме нонстоп на телефон. Убаво е да се дружиме со книгата, бидејќи најдобро поминато време е време кога се дружиме со книга. Кажавме дека за еден гледач ќе доделиме книга, ќе се договорите вие со гледачот како и каде да си ја подигне. Би сакала само да прашаме ве за крај топ 3 книги за оваа есен препорачани од Филип од Бата Прес. Во ваше издание. Да, во наше издание. Па би рекол Човекот Костени, тоа е еден трилер кој што е нели со костени е целата приказна, сега се моментално актуелни костените. Мислам тоа е еден психолошки трилер, интересен, вака би препорачал таа книга. Исто така би препорачал Гликозна револуција, тоа ни е една од поновите книги. Стручна книга, меѓутоа е интересна како популарна психологија, нешто да кажеме. И може да кажем дека број 3 би била најомилена. Ајде нешто да земеме од македонските писатели. Нека биде Се на овој свет од Гордана Каракашевска. Одлично. Филип, многу ти благодарам што и ова утро беше заедно со нас. Убаво кажавме се за саемот на книга кој што се одржа во Франкфурт. Убаво и достоинствено представена македонската литература, не се сомневам во тоа. Апсолутно достоинствено. Да, и се надевам дека во доследно време повторно ќе ни гостувате. Благодарам на поканата и само да кажам, да, за тоа за достоинственото представување, навистина имаше луѓе од светот на издаваштвото. Еве на пример имаме еден пријател издавач од Србија кој што дојде, тие не има штанд и навистина беше воодушевен од нашето представување и од тоа како сме го организирале штандот. Така што може да биде, да, македонскиот штанд, ова е македонски штанд, значи национален штанд, меѓутоа ние како асоциација ја направивме целата организација. Така. Инаку
е тоа нели поддржано Министерство, национален штанд е, и можам да кажам дека гледачите може да се чувствуваат горди за тоа како бевме и писателите и луѓето од книжевната фела, може да бидат горди како ја представивме Македонија на овој сајм на книгата во Франкфурт. Одлично. Многу ти благодарам уште еднаш и до скоро видување. Само вака ќе те поздравам и останува да се слушнете со гледачот кој што ни се јави и секако да си се договорите околу тоа која книга ќе ја добие. Благодарам уште еднаш. Суза? Честитки за успешното представување, уште многу успеси од вас очекуваме во иднина.